Денес ќе спремам велигденски ручек. Кога сме кај Велигден, секогаш има предност јагнешкото месо. Па така сум набавил авион јагнешки бут. Сега ќе ви покажам како да го спремите за да се топи. Ја без вако парче месо не излагам од месара, го спремам за печење. Ќе си земете оштар нож, мал, му направите дупки. Вака. Дупка, вртите. Дупка, вртите. Дупчиња си направивме. Сега го зачинувам прво до згора, за не ми смета тоа што ќе го направам после. Прво сол. Чај, шо правам ја усвари? И да, ростер тавчето. За не се зезате по маси, ја правите бербат, си го префрлате фино лепо месото у тава и си зачинувате директно тавче. Прво сол. Пикантно, значи прсто хватипол мелено морско оревче. Така. Ким во прав. Мелено карамфилче. Малку чили во прав. И свежо мелен шарен бибер. Исто го повторувате и од другата страна. Залевам со маслиново масло. Ќе протриете убаво сек да влезат зачините. Од другата страна исто. Мајчина душичка свежа. Ќе скинете овака. У принцип, секое месо, значи кога го спремате, кој е најдобар зачин за месото? Она кој што се наоѓало околу животното додека било живо, или тревите зачините што ги јадало додека било живо. Така се спрема најдобра маринада за месо, поготово за дивеч. Тоа ви е многу битен, многу добар совет за кујна. Вака скоцкано, си зијам стапчиња од цимет, колку што ќе наберете дупки, толку стапчиња, ја го сакам само како зачин, не ќе да претерам, и оди дупките. Вака, го тргате на страна, дасче, кромитче, крупно, значи еден кромит, буквално на неколку пати само. Испод мевцето, кромитот ќе ги пушти своите сокови, а мевцето ќе ги испие. Остатокот од кромитот си оди од страна, никогаш доста од кромит. Три чешниња лукче, на 3 пати. Најдете негде кај место и со ножето отворите нови отвори. Остатокот си го расфрлувате од страна. Бело винце. Додавате први од страните помалку. И многу малку од згора. Само како зачин. И ова парче месо е спремно да стане крал на трапезата. Вино што не е добро за пиење, в принцип не е добро ни за готвење, да знаете. И вака
одиурерна на 160 степени околу 60 минути. Ако го сакате попечено, поставете му 10-15 минути, ништо нема обиде. Додека се пече мефцо, ќе изјубам едно пола кило компири и ќе си направам пире, али пире знаеш какво? Како што би добили у fine dining ресторант, значи ќе употребиме повечко путер. Пратете ме многу добро. Компир сварен, малце да истурам од водичка и правиме пире врв. Сол, не бибер, само сол. 150 грама путер, дај денче, пасаторче, без него нигде. И си го блендаш. Торнадо од пире. 150 грама путер, го клапнуваш, си тоне полека, околу 50 мл млеко. Тоа е доволно. И продолжуваш да месаш со шпатула додека не се растопи путер. Јагнетина спремна. Прво што правите, ги вадите стапчињата цимет, зашто не се јадат. Хоп, си се одмара, си кулира, 2 рингли ги палам и тргам најизгорениве парчиња у тавчево што се. Значи, доволно ми е кромидот што ги пуштил соковите. Ова не ми треба, изгорено не јадеме. Кога ќе почне да пуштаме урчиња, зимаш лажица брашно и мешаш. Сега ова оди во целока. И го ќе притиснете да поминат само состојките што нам ни требаат. И си добил додаток сос на сосот. Од овој сос, што го извадивме као концентрат, ставате сосема малку, бидејќи е многу јак и служи само како појачуваш на ернешкото. Капари, 6-7 комада,
изместувате у пирето. Вуала. Тхобиен. Епа, драги мои јутубџи, ова ви е вистинскиот рецепт за вашата велигденска трпеза. Споделете го со вашите пријатели, направете го за најблиските и за тие што највише ги сакате. Мене само тагнете ме, видам што сте направили. Се гледаме, чао.